Амбициозни и активни средношколци се собраа и покренаа иницијатива за родова еднаквост во средните училишта. Нивната цел е да има едукативни и освестувачки резултати. Мислам дека најмногу можеме да научиме од најмладите. За родова еднаквост има да се зборува многу. Не знам од каде да започнам, бидејќи како концепт никогаш не бил спомнат во училиштата, а уште помалку е застапен и во медиумите. Затоа, прво да дефинираме што е род. Тоа е нефер поделба која е создала општеството, за да може исто неферски да се поделат улогите и работите. Демек, на секој да му се знае каде му е местото. Со самиот развиток на човекот веќе се надминуваат оние учења за тоа кои се улогите на мажот и на жената. Поточно денеска се трудиме да го избегнеме објаснувањето дека постојат женски или машки работи. Роздевата не е само женска боја, а исто и машките можат да плачат. Затоа овие дечки сметаат дека уште од мали треба да ни биде јасно како стојат работите. Нивната иницијатива се вика Еднакви. Секој има право да се бори за својата професија, односно за она што сака да го работи, без некоја влијание од страна или дали е тоа од пријателите, од родителите или пак од целото општество. Исто така спроведовме обука во која што вклучиме 20 средношколци. Целта на оваа обука беше кривање на свеста кај младите во однос на родовата нееднаквост, како еден од клучните проблеми во нашето општество. Ги опфативме разликите помеѓу пол и род, што всушност значи тоа родова нееднаквост и разбирање на еднаквата улога на половите во општеството. Ги лоциравме половите стереотипи и како тие влијаат врз разборот на младите и врз нивниот избор на кариера. Родителите најмногу учествуваат во оформувањето на детето и неговите ставови. Затоа е важно да се започне од основата. Една од обуките би била да вклучиме и родители, кои што би ги информирале, би ги освестиле на некој начин дека прават погрешна работа со тоа што им доделуваат улоги на децата, да речеме женските дека се само за во кујна, за дома, за деца, за фамилија, машките дека се тие што треба да носат пари дома. Сметаме дека можеме да влијаеме на општеството преку подигање на свеста за постоењето на тие родови улоги во општеството и во самиот корен да ги искорениме и подоцна да не постојат по некој период. Меѓутоа, пред целосно да ги надминеме разликите, мора да започнеме од себе си. Како ние ги гледаме улогите и дали е тоа нешто за кое што треба да судиме. Мислам дека овие средношколци докажаа дека сите сме еднакви.